Драги гледачи, повторно сме назад во студиото по паузата која што ја имавме. Секако ќе можете во продолжение да продолжите да зборувате на темите кои што ги отворивме за денеска, темите кои што ги поставивме, секако се со цел да го слушнеме вашето размислување. Темите за сите оние кои што можеби и подоцна се вклучија во оваа емисија, денеска зборуваме за тоа дали умеете да простувате и кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните. Колку знаете да простите и дали ви се случило во некоја ситуација да простите не само со зборови, туку како што рекоа некои гледачи и со цело срце и душа, затоа што простувањето не се само изговорените зборови, туку треба и да го почувствуваме секако и тоа од срцето и од душата. И втората тема, децата и интернетот, колку се корисни, а колку штетни мобилните, таблетите и компјутерите, па во таа насока секако се отвараат и повеќе прашања поврзани токму со користењето на децата, со ограничувањето на децата пред компјутерите, телевизорите, мобилните и таблетите. Дали сметате дека е потребна и едукација за родителите во оваа насока, се со цел да се заштитат дечињата од неправилно користење на интернет? Колку сметате и дали сметате дека и треба да се забрани носење на мобилни телефони во училиште? Имаме и гледач на линија. Добар ден. Добар ден за тебе, успеав пак, Јордан Зотанов. Так, повелете, ви исклучивме во првиот дел. Нема проблем. Да, повелете. Јас кај вас побарав една посета да ме направите, бидејќи се една 7-8 предмети во прашање. Значи, тоа се сликовите со документи, или пак да ви пратам, а не сум толку писмен, да ви ги пратам по мејл таму. Добро. Ако се праќа. Затоа, значи, со документација, а темаџија сум, иначе би сакал да дојдам и кај вас, вака филозофи гледам малку, како што го викам тоа момче на што збори против владата. Во владата требаше СЈО да се изјасни, нели? Да се осудеа тие луѓе ако се лопови и автоматски не ќе може да учествуваат на изборите. И автоматски народ ќе се знаеше кои се виновни, кои се невиновни и ќе можеше народ да се изјасни за оние честни луѓе, што ја давам предлог, нели, по фабрики, по судови, по школи, со тајно гласање да се предлагаш да можеш и сам да се предложиш и сите тие работи за да се изберат честни луѓе кои што ги сака народот. Добро. Сега, за телефоните. Ајде да идеме на другата вака. Тие телефони не оддалече сите. Што имаме по некој другар и со тие више, ја на другари некој им пишам, викам, тие другар ли си ми или не сум? Јас со тебе се преко интернет, кога имаме телефони. Прво веќе и телефоните ни се ефтини во секој случај. И така да тие телефони стварно не оддалече и ситуацијата како што ни е во државата, значи се одделивме и затоа ќе бидеме волци самотњаци. За децата се знае. Прво, како и јас што сум малку неписмен околу тие компјутери, така и децата. И тука предлагам самата држава да преземе мерки, да оние основни работи кои што можат, уствари не само децата и постарите што баратаме со телефоните и со компјутерите, значи, они самите да не блокираат, а ние ако сакаме некои други работи да ги постигнеме, тогаш ќе бараме помош од пријатели кои што се повечни со технологијата и да може да не уклучуваат, па сега секоја грешка, нели, се плаќат уства и сите тие работи, така да толку. А би ве замолил стварно, ако може, значи да ми пратите екипа, оти не може на банка комерцијална обврзници да не ми ги исплати 2 години, бре луѓе. Тоа е срамот. Јас болен одам таму, тука на Зелен пазар живеам, па колата е палам од Подпазарче до Максигнал да свртам едно кругче, да одам во банката да ми ургирам, да се борам за мои пари. Адвокат, нели ви спомнав таму, Киро Џерков, го ангажирав и него, и он ништо не направи, само ме лаже, обвинителство е, ова ќе ви го спомнам, од обвинителство. Молим те, ми доаѓа одговор после 15-18, значи после 3 години, за Аце Тошевски.
има поднесено со оние компјутерска листа од телефонот. И сега они можат по службена должност да ургират, да барат од таа фирма на телефони, што е Телеком ли е, било која кабелска, мислам на телефонска, од која фирма, дали он вистина што сум ги приложил како докази. Добро. А не, вика, не сте приложените докази ви се од компјутер. Па јас не сум вичен, едва со сила со пријатели, успев да ги иштампам сите те, си пише број на телефон, сат, сите те работи. И мене обвинителката, јавната обвинителка Сања Бурјаковска Китановска, не ми го прифаќа предметот. Ни поука, дали имам право. Немек само обвинителството тоа веќе да, така. Веќе се сосема други теми, да не го шириме толку мобетот, ќе отвориме ете теми кои што ќе бидат поврзани со судството и со сите оние постапки кои што ги имаат граѓаните, така што би ве замолила да се задржиме конкретно на темите кои што ги имаме поставено денеска, се со цел да можеме и да вклучиме што повеќе гледачи, бидејќи навистина има гледачи кои што сакаат да си го кажат своето размислување. Што се однесува до тоа да ви сконтактираат и да пратиме екипа, јас ќе ги потсетам колегиите од информативна редакција, така што верувам дека првиот момент кога ќе имаат можност, ќе го направат тоа. Децата и интернетот, колку се корисни, а колку штетни мобилните, таблетите и компјутерите, и првата тема, дали умеете да простувате, кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните. Јас би сакала само да напоменам дека неделата пред прочка се нарекува бела или сирна недела, кога не се јаде месо, туку се јадат млечни производи или сукани пити. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек, кој завршува со амкање јајца. Ете и во оваа насока би можеле секако да кажете и какви обичаи се прават и во останатите градови токму за овој празник, затоа што ете како што рековме, со овој празник се завршуваат зимските и започнуваат пролетните празници и секако понеделникот од денеска започнуваат и великденските пости. Колку умеете да простувате, кој политичар, функционер или јавна личност треба да бара најмногу прошка од граѓаните? Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, пред да дадам коментар за првата тема, за второто прашање од првата тема, еден краток осврт за изминатите 2 години за политички настани во нашата земја. Добро. Значи, како граѓанин настојував својата граѓанска должност да исполнам одејќи на сите тие митизи организирани од опозицијата, се со цел да дојдат до позитивни промени во оваа држава. Добро. Сето тоа заврши, очекувањата од новата власт, зборувам по своје лично име и своји видувања. Не мора да бидам поддржан или негиран, меѓутоа, моите лични согледувања дека од очекувањата од новата власт до овој момент нема така речи ништо. Поради тоа одлучив да се дистанцирам, искрено да се дистанцирам од целиот политички живот. Не дека сум некаков експерт стручњак за политички прашања, меѓутоа одлучив да се дистанцирам од тој начин на размислување и да игнорирам све што ме окружува од таква природа. Сега се вратиме на прашањето. Првото прашање мисле дека е доблест, првото прашање од првата тема. Доблест е за секој човек да умее да простува. Да, добро. И тоа ако погледнеме второто прашање, кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните? Јас се прашувам, кој го формулирал, го напишал ова прашање и со каква цел? Зошто? Подобро, дали таа прошка се бара, зборуваме за политичар, дали од сегашна гарнитура или гарнитура од минатиот период, зборуваме за политичар кој е одговорен пред граѓаните во секој поглед. Значи, дали зборуваме ние за политичар кој направи прекршен сообраќаен, поминал на црвено светло, или јавна тепачка направил на јавно место, или опиена состојба навредувал луѓе така натаму, па се бара прошка да му се намали казната, или ако едноставно направи човек од грешка, да се забори игнорира и така натаму. Тоа е
или нешто сосема друго. Дали може некој кој оплячкал оваа држава, здравството, го доне на просјачки стап овој народ, го уништи здравството, го уништи правосудството, уништи школството. И таков човек ли треба прошка да му се даде? Дали таков човек треба да му се суди по сите закони, како на секој што украл 300 кебапчиња го затвориле 2 години или 1 година затвор? Значи, толку е конфузно и се прашувам со каква цел е напишано ова прашање. И да завршам. Ајде. Вие бевте телевизија, пак зборувам од своје име. Вие и Телма бевте единствени телевизии кои редовно ги следев за изминатите 5-3 години. Редовно и најмногу верувам на сите. Меѓутоа, со ваков начин, мислам, треба да ги избришете, бидејќи случајно во петокот вако прашање имаше нешто, ми се шири во слободен термин, со малиот ова нам, како вика... Не знам. Со Мочев, мој термин што го води во Добро, со колегата Огнен Јанески. Јанески, да, со Јанески. Значи, мислам, прашањето нешто вака формулирано. Значи, ако сакате, пак велам, тоа е моје видување, веро дека имам многу мен, да го сачувате вашиот рейтинг, кој бидете сигурни дека не е на такво ниво, како што беше пред, со вакви прашања... А зашто вие се наоѓате тука навреден, господине? Што вас ве вреѓа прашањата кои што ние ги поставуваме? Па какво е ова лично прашање? Вас што ве навредува? Чекај, какво е тоа прашање? Викате, кој политичар најмногу треба да се амнестира? Сега вие ми поставувате мене прашање, вие вака сега, јас да влезам во вашиот дом и да ви кажам вие како да се однесувате и кои прашања како вие со мене да се однесувате, дали тоа би било културно? Не, али вие пази, вие сте... Не, јас сега ве прашувам вас, бидејќи не сакам да се, навистина не сакам да се расправам, да го губиме времето во тоа, дали би било културно јас да дојдам кај вас дома и јас на вас да ви кажувам и да ви условувам какви прашања и како вие треба да се однесувате со мене? Дали е тоа културно според вас или јас треба да ги прифатам вашите правила? Што вас ве навреди прашањето кое што ние го имаме поставено? Ќе ви кажам нешто. Ајде. Дали вие постоите за гледачите или ние постоиме за вас? Ние постоиме за гледачите, секако. Точно така. Значи, ова е прашање кое апсолутно не заслужува. Апсолутно. Ама јас се прашувам вас, што вас ве навреди? Па ме навреди затоа што прашањето не е на место, ви образложил до сега. До сега ви образложил. Дали за пијанство треба да се прости или за плячка? Зашто? Како е тоа прашање? Добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден, можеби нешто што за вас не е на место, можеби за останатите гледачи е, не можете така да ги генерализирате работите, и во секој случај не постоиме тука за вас и не постоиме само за вас, постоиме за сите гледачи. Така што не можете да се јавувате и да ни кажувате зошто го поставуваме тоа прашање. Тоа според мене не е културно. Ако не ви се допаѓа прашањето, не морате да се јавите и да коментирате. Никој не ве обврзува на тоа. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден, благословен ден од Бога, Мартина и сите кои почне да ги посетови веригне се поскин дека помина со лесно. Сите прашања ви се на место поставени и тука нема дилема. Ние не треба да судиме никому, нити на вас, ни на вашата уредничка политика, нити на сите телевизии. Меѓутоа, ние сме тука колку може да допринесеме токму на вашите прашања, да дадеме одговор, за да немаме вакви правење, греови, текст помина прошка, ние почнуваме гледачите едни на други или вас да ве вреđаме или гледачите се вреđаме и така натака. Пред се ови за постот, овој пост се постави, ова прошка поставена е пред самиот Великденски пост, кој е иначе страсен пост поставен христијанскиот пост, значи го се води порека од самиот Господ Исус Христос, кој самиот постел и ветил дека неговите ученици и тие ќе постат и постеле сите христијани од сите векови па се до ден денеска. Постот ги раговедил сите свети во животот во Христа. Целта на постот е чистување на телото, јакнење на волјата, возвиждување на душата на телото. Најповеќе од све прославување на Бога и почитување на сите негови свети. Правиот пост има две страни.
телесната и духовната си. Кои се состојат? Телесната се воздвижување од мрасна, јаде од мрасна храна, а телесна се исто така воздржување од држави мисли, желби или дела. Зајакнување на молитвата, доброчинство, милосрдие, правење љубов, имање, вршење на сите евангелски ослобини, како што рекол сам Свети Василije Велики, светител, просител, кој рекол користа од постот не ограничува само на воздржување од јадење, затоа што е вистинската пост оддалечување од лошите дела. Токму ние денеска, значи си овој ден прошка во способен беше вчера да се опростиме, затоа почнуваме и онака христијански евангелски да живееме по постот, значи. Прошката не значи да ние да проставаме само на вчерашен ден. Ние треба секој ден да проставаме, да бараме прошка и проставање, затоа што секој ден грешиме. Само Бог е безгрешен, нема човек на земјата што живее или што ќе живее и ќе живее да не е грешен. Сите сме грешни, само Бог е безгрешен. Меѓутоа некои со поголеми греови, некои со помали греови, некои со смртни греови, некои со тешки греови и така натак да ги разликуваме тези. Треба да бараме прошка од се срце да ни се прости. Бараме и ние кои ќе престуваме некому да му простиме од се срце и да не мислиме више за тој грев што ги направил некој што не наштетил нешто негативно што не стори, да не мислиме, ако размислуваме понатака за тој грев, што ми сторил. Ако не заборавиме, значи ние не сме простили понатака, го држиме тој негова увреда, таа негова клевета прво душата во телото наши, не сме се нити ни очистиле од тие помисли, нити и пас му не дозволи на други да му биде опростено. Значи, а иначе сите грешаваме, сите треба да се почитуваме. Ние скојаваме гледачите кај вас, сете ја препорачувам да не паѓат од греф една стара господја, сега ќе стопати по 2-3 пата, неколку пати во вашите, во другите емисии. Сабајле ми постави мене, праша и вика, што ќе правим да одговорам, јас сум отец Благо, откичува ми праша, дали, што можам да одговорам, каква прошка да барам на овие случаи што се чуваат во државата кај нас. Токму и во првиот дел вашата емисија кажа некои луѓе гледачи ваши. Ние овие случаи се збијат демек чознам со името, со јазикот, така натака. Треба да кому да бараме прошка. Треба да бараме прошка и ја често пати сум повикал. Прошката значи простување не ако нема покајани исповед. Пресионој човек како не се покаи, а бара прошка не е ништо, значи тој понатака го задржува мисли дека тоа што сторил према некој дело, сторил добро дело и понатака не се покајува. Затоа токму и политичарите се поврзани. Нашите политичари често пати су проповедови преку вашите телевизија. Покајание само покајание. Без оглед имаме слушајќи, не судам, слушајќи по телевизиите вашите и другите, гледајќи во што се случува, какви недела справиле нашите прошли политичари. И сегашните, никој не е безгрешен реконе. Меѓутоа, сите политичари кои биле дошли во Македонија од самостојата на Македонија си ги гледали пред све своите лични интереси, за своја добит, за своја корист, не мислеле за државата нити на народот, нити па за црквата ни за верата. И достојниците нити ние свештениците пак не мислеме многу за верата и за црквата. Затоа сме дова тереше донесена сега, а најмногу треба да барат прошка и да се прошат оние, меѓутоа никој што не се покаја. Јас не сум бил за тоа никој да се прито, никој да се затворат, меѓутоа да се покајат и ако украл нешто државата, напраштета државата, да врати назад државата и повеќе да не му се случуваат. Да нема немири, да нема штрајкови, да нема дошли некои криминалци и грешници биле приводени. Предната власт, значи се додаат греф на греф, си од сите, значи од греф на греф оде. Так, да привршуваме затоа што имаме гледачи кои што чекаат на линија, кои што сакаат да си го кажат своето мислење. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па ја, по мене, ако се прашувам, значи немате еден политичар и пратеник и политичари, министри што биле во македонската политика од самостојувањето до ден денес, кои не треба да побараат прошка како морален чин. Значи, му збориме за морален чин. А законски, тоа е, ако има здрави институции во државата како што неаме, тоа треба да го работат. Зошто? Затоа што како се менуваа властите, ние гледаме дека и едните и другите правеле големи глупости. И се во интерес на државата и народот, што е најтрагично. И ние како народ, гледајќи го тоа од разни побуди, лични интереси ваму таму, го одобруваме. Но сега кога доаѓаме, како да не кажам што викаат комуналците на протестите, нож до коска, почуваме да се освестуваме. И сега што се случува? И сега
вината си ја префрлаат едните на другите. Патиме од системот на амнезија, склероза, заборавивме сите кои што направиле, дека ни едни ни другите не работеле во интерес на државата. Ако едните работеле, а другите разградувале, немало да додеме до оваа дереч. Согласно, а третите што биле оние пратеници нешто, па тие највише што се борат за граѓаните, а тие само затоа што дигале два прсти биле гласачка машина. И никогаш не рекле на таа машина стоп. Од морални политички, од морални човечки побуди да речат стоп. Еве сега гледаме, ако земете препукувањето помеѓу Груевски и оваја, како викаат на Зелениве, пратеничкава, дека ја уценувал со тоа. Па ние на сите нас не беше јасно дека тие приказки ќе се појават сега, секој ќе си ја пере душата, зашто морал да биде во тоа, ќе си најде чаре. Но зашто тогаш не змогнала сила да искочи да каже мене ме уценуваат. Пија Цановски тоа го плати со Космос. Му срушија зградата за памет на другите. За пример, тоа не треба да измислуваме топла вода. Но каде беше совеста на луѓето, на тие што ја водеа државата, што се колнат? Мене тоа ме лути, ме нервира. Сега, знаете како е? Лошо е што сега сите на едним другите им бараат грешките ги. Но каде била совеста кога се работело да се работи законски и правилно во интерес на граѓаните? Ва ние сме на шака луѓе, бе, не можеме да се преброиме. 1.600.000 народ не можеме да се преброиме, камо ли да сме кинези. Мислам дека тоа е многу, како по мене, трагично за една држава, 25 години да не можете да изведете оваа држава од калта, 1.600.000 народ да го направите среќен, а 25 години се трудите да работите кобајаги за него. А што му треба новој народ? Малце. Новој народ му треба само малце. 25.000 плата му треба. Сега им текна на нашите господа работодавци таму дека за да опстане државата да се стане младите требало да се покачуваат платите, а до вчера истите тие до вчера вика дека платите се големи, дека вака, дека онака. Ама сега знаете, сега се почва да се заломува, почва више да се врти, се гледа каде од кај дува ветрот. Yes. Така да ја мислам дека сите политичари треба што се преткали во политиката, дали на локално, дали на државно ниво, треба да искочат пред граѓаните со наведнати глави да побараат прошка. И како чин на морален сите оние што земали и што украле да вратат парите во буџетот на државата. Мислите дека тоа може да се случи? Тоа нема шанси, но знаете, она како што викам ја, не липси волек што викаат србите крај зелене траве, така и ова. Но ако имаат малце морал и достоинство, како луѓе, наместо да искачат по телевизија и да сега да не лажат и да ни кажуваат приказки, а цело време кога имале шанса тоа да го блокираат, не го направиле, сега да си ја чистат душата, тоа го сеќам, знаете, она како некој да е на смртна постела, па да бара поп да дојде да се исповеда, за да му олесни, кој ќе отиде горе да биде кобајаги чист. Јасно, да. Од тие причини, иначе, за онаквото дека ќе се случи, дека ќе вратат парите, нема шанси. Они што правеа до сега, законите ги правеа они како што им одговара, каде они ќе најдат луфта да влезат, а не граѓаните да влезат во таа луфта и да биде интерес државата пред секаото. Сега се колнат сите дека се што работеле правеле за државата. Па ние тек сега ќе гледаме кој што, кого како го уценувал, како го да биде на власт. Сега ќе почне да пропевуваат, ќе почне сега да секнуваат тие гага пари и сите ќе почнат да кажуваат реалноста, сите ќе се борат сега за како да извиниш, ќе завршам како вие 200 луѓе, професори, академски граѓани, пазете, луѓе со факултет, 25 години да ја гледаат тонењето на државата и сега им текна ќе поспишуваат петиција против промена на името, па што не го направија тоа првата година кога се започнаа преговорите за промена на името. Кај беа тогаш, кај спиева? Ама знаеш што се случуваше? Членуваа по разни одбори, кркава гага пари да чудат. Сега кога нема гага пари, са почна да продаваат. Ние сме академски граѓани. Па јас сум поголем академски граѓанин. Ако имам средна школа, имам образ. Они немаат образ со што да искочат пред граѓаните. Потпишале петиција ќе го штитат името. А што правеа до сега? Спиева. Толку пријатно. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Дали умеете да простувате? Кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните? И втората тема, децата и интернетот, колку е штетно, а колку корисно користењето на интернет, таблетите и мобилните телефони, секако и седењето пред телевизорите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали умеете да простувате кој политичар најмногу треба да бара прошка од граѓаните? Значи, јас се јавив пред 2-3 дена очи во очи, но нешто слично беше оваа тема. Значи, сакам вака да кажам.
сите политичари македонски до еден, или најголем дел 90 и нешто посто, не да бараат прошка, нели господната канала кој другиот живот, сето тоа е битно и не е ни толку битно. Овие треба цел живот да не оплячка на сите нас граѓаните македонци, кога зборам македонци, алудирам на роми, на сите граѓани кои што живеат така во Македонија. Значи, дискутираме 1991-2, кога Македонија самостална и тогаш Пандетер рече дека само Словенија и Македонија можат горе-доле брзо да влезат во Европа. Ние од тоа место, каде што не водеше Киро Глигоров, со Бранко Црвенковски, од тогаш почне Македонија да иде назад. Значи, дојде после тоа и бугарофилот Лјупчо Ѓорѓиевски, кој направи што направи, па некој му кажа да се трне, па еве нешто изиграва Шијамига Џуро со македонците, мајтап игра. Па дојде Бучковски, интересантен кога човек, требаше в затвор да отиде, а требаше и сите овие што ги спомнав четворица да отидат у тројца в затвор кои се уште живи. Па дојде Хари Костов кој зема банка, манка, друго, трето, пето, па зема шпедици и медици. Па дојде Груевски кој мислев дека е коректен, ја не сум ВМРО, но видов дека е крајно некоректен као човек, крајно некоректен као човек. Па дојде Заев, за кој не можам баш многу нешто да кажам, али гледајќи ги ситуации во далеко, се ми се чини дека работата горе-доле иде во истиот правец. Што сакам да кажам? Значи, сите политичари што не водат, сега тука нема да ги спомнем, Јалкови, Дебар Мало, што донесе приватизација, што почина, Бог да опрости. Сите тие треба, или овие што се живи, да отидат у затвор доживотно. И едино кој може да исправи Македонија да биде онака како што треба, се специјалното јавно обвинителство и обвинителството. Бидејќи тие, мимо името дали ќе го смениме, нема да го смениме, е битно, но не е и најбитно. Битно е за Европа да имаме правосудство. Ние правосудство немаме. Не би дискутирал колку ситуации в живота сум ги изгубил, бидејќи сето тоа било наместено по овие бомби што се случија, се види дека е така. Значи, македонскиот народ е здробен од политичарите. Еден не се погоди коректен и честен. Алудирам дека можда требаше Македонија да води господинот Петар Гошев, но за жал Ристо Пенов со Бранко Црвенковски го терна со Киро Глигоров, да не дискутирам, еден ден мемуарите ќе ги читате, ќе видите дали е така или не е така. Добро. Сега можда некој Горан Милевски е коректен. Јас сум член на Демократска, сега Либерал-демократска партија. Од Либерал-демократска партија господинот Стефче Акимовски, Лиле Поповска, Жерновски отидеа во СДС, значи сите го искористија Демократска партија, па нешто направила, односно што направила, не оплячкала и ником ништо, и сите чутат, а требало да идат у затвор, бидејќи Лиле Поповска и Стефче Акимовски, и Жерновски, и Ристо Пенов имат кривични пија, и Дуфе Куковски, да не дискутират. Така да оваа Македонија, ако специјалното судство и обвинителите не направат да отидат у затвор без овој ми е пријател, тој ми е пријател, Македонија нема да постои. А вака како што се однесуваме, албанците со пуно право својата кауза си ја бранат. Ја бев некојаш локален политичар во Ѓорче Петрович, че сум роден во Евреско Мало, мајка ми Дебар Мало, значи Скопје не по сите ситуации. 100 години сум во Скопје. Против мене сите македонци гласа во Ѓорче Петров, па сакав Ѓорче Петров да биде оддален од Скопје, бидејќи Скопје да биде еднојазично, стана двојазично, па и цела држава ни стана двојазично. Пак ќе кажам, пред си наци се криви македонците. Дали ги притискат американците, енглезите, тоа не е ни на крај крајва битно. Ако е така, тогаш не треба да имаме ни политичари, треба да не води Америка, Енглеска, Германија и заврши приказната. А не дојдоа, не осакатива. И затоа велам, ако специјалниот суд и ова не донесат, Македонија нема да постои. Фала ви. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Во програма сте, повелете. Видете, за проштувањето, толку тој вчерашниот ден, тоа проштување е
Оно поштување која човек направи нека минимална фамилијарна грешка со комши, со роднини, во поглед на изразување, во поглед на почитување од постар на помал према постар. Тоа е учење на цивилизација и култура, како треба да се понашаш и да одиш. А ови работи кои што се криминални, големи дејанија, тоа е 100-200.000 евра. Па молим те, госпоđo Млада, нема место за простување. Добро. Нема место. Али, нас малце ме лути. Уставот е пишано слово, кое треба да го согласуваме и да го менуваме према принципите и они работи кои ни се случува, а не да не насловувам себе имена. Тоа е формално, го кажам, српсковски или камбовски, некој донесе закону во нивни стил. Не можеме да се наслониме дека тие се идеалните луѓе. Не можеме да кажеме дека тој професор идеално го донесол уставо. Затоа уставо е пишано слово кое можеме да го менуваме. Можеме да го менуваме во интерес на државата за подобро. А вакви работи не се простува. А ако ние ги простиме работи, ништо не се научиде. Се простува на дете кое нешто сгрешило да научи уидно да биде добар граѓанин. Добро. Стварно е ова. Која ти слушам, Ердоган, 50.000 луѓе притвори за што сака да е турна државата и други. Значи, треба да научи и од други држави како има религиозни казни. Тоа е тоа. Затоа што направили големи грешки. Немаше да се чудиме. Судењето трае со месеци. Па не остро ја веруваш. Еден обичен човек, вие грешете некоја ситница нешто. За 5 минути ќе немате време ни адвокат да викнете. Ќе ве осуда и ќе не осуда. А тие грешки невидени, штета во интерес на стопанството, на економијата, штета во интерес на развојот на државата, многу последици. Затоа треба да тргнеме мерливост на уставот, не вака било, онака било. Значи, гледаме, слушаме и уште се спротивставува на нивните грешки. Тоа треба да си изгледа тука, има некои уставни недостатоци и затоа тоа го прават. И сегашна влада, ако сакат да биде не може да биде безгрешна, ама грешкина има тежина. Треба да менува во уставните амандмани и во заедно правило има 100 уставни амандмани, чудо нешто, чудо, украл 100.000 евра, значи се простува. Значи, тоа се сакам да кажа, се простува, они минимални работи кои што треба да учиме цивилизацијски да напредуваме. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Поручка е една од манифестациите на искрена и пожртвувана љубов кон ближните, кои треба да го следи примерот на Исус Христос за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Ова е од верски аспект во секој случај. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програмата. Прво за проштувањето. Со овие нашите некои луѓе рекоа тука политичари со порочка не се исправат работите. Само менјање модел на избори за да можеме ние да ги прочистиме, да ги селектираме. Иначе џабе е друго све. Ме чудат некои луѓе повечко од луѓето што се јавуваат, ама се знаат. Од Кина до Америка, од Америка до Германија, да ги оставите цел ден ке зборот. Добро. Некој рекоа за пресудите, за това да се пресудат одма луѓето. Не може, подобро е да се проследат работите, да се изчистат предметите, а не да биде како порано, ако не мисли некој како Груевски, па ајде лисиците, нараче у затвор, притвор година, 2, 5, на меѓународен суд, после добие, па ние граѓаните да го плаќаме. Еден рече дека јас одев на процеси со автобуси секаде, па јас не одев никаде и не ми треба да одам. Па чак што више ни во мојата општина не би излегол да бидам присутен, затоа што јас доволно ме преку телевизија да ги гледам и готови да гласам за кого треба. Јасно. Така, конкретно,
Не би рекол друго заради Добро. тоа што прашањето се јасни и треба накратко да се каже и да се остави место за другите. Така, да. Ви благодарам за вашето јавување, токму тоа и го зборуваме цело време, меѓутоа ете, подолга емисијата, па можеме да дозволиме и малку подолго да се зборува. Секако, најважното е да се задржувате до темите, за да можеме што повеќе гледачи да вклучиме, сите оние кои што секако сакаат да си го кажат своето размислување по однос на темите. Што се однесува до втората тема, децата и интернетот, колку се корисни, а колку штетни мобилните таблетите и компјутерите и дали на некој начин можеме да ги заштитиме или пак да им го ограничиме времето на седење пред таблетите и компјутерите и мобилните телефони. Добар ден. Добар ден. Повелете. Постојат два вида грешки, намерни и ненамерни. По принцип, ненамерните се опростуваат, намерните се казнуваат. Добро. И овде има една разлика. Ако обичен граѓанин направи ненамерно грешка, му се опростува затоа што ја направил од немарност, од неукос, од несвесност, а на политичарите, не само на политичарите, по мене не се само тие. Ја би рекол да интелектуалците или бар оние кои глумат интелектуалци и на ненамерните грешки не треба да им се опростува затоа што кај нив нема ненамерна грешка. Тоа е грешка, прават грешки џомати грешки од интерес, затоа што јас ги викам тие, посебно ме нервира тие така наречени сончогледи. Овие дена ова го подкрепувам со следно. Овие дена слушам и гледам списоци на некои од високи интелектуалци за некои државни прашања и така натака, па се чудам како можат истите тие кои беа кандидати и за председатели на држава, па добија од 7 до 10.000 гласови, сега да се прават многу паметни. Таквите грешки не смеат да се нити толерираат, нити опростуваат. Инако во принцип нема човек безгрешен. Дури и онај кој постои во народот една поговорка само кој работи тој греши. Меѓутоа најголема грешка е онај што не работи. Затоа што тоа е не корисен ни за себе, ни за околината. Сум за тоа да намерните грешки, посебно кај политичарите, не да се опростуваат, него дупло да се казнуваат, потешко да се казнуваат. Ајде, пријатно да оставиме време. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден и повелете. Во програма се повелете. Добар ден. Добар ден. Навистина сум горд човек, гледам како водител на емисијата и така треба да се продолжи. Меѓутоа, таквите како што предходниот што сакаше да каже нешто во врска, не предходниот, туку пред тоа, дека темата не е како што треба одбрана, значи тоа нема никаква вредност. Каква е темата таква, ако сакаш да се јавиш, јави се. Стварно, навистина сте одлични и така да продолжите. Друго ништо. Чао, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Така. Што се однесува до простувањето и до прочка, јас би сакала само чисто да прочитам некои податоци кои што се врзани за овој празник. Како што рековме, неделата пред прочка се нарекува бела или сирна недела, кога не се јаде месо, туку се јадат млечни производи или сукани пити. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек кој завршува со амкање јајца. Варено јајце се врзува на конец на трапезата и се завртува над главите на децата. Детето што ќе успее да го гризне јајцето се прогласува за најсрекно во следната година и добива награда. Денот по прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. Прочка го означува и крајот на зимските и почетокот на пролетните празниците. Можеме секако и да кажете и како е во вашите место, како кога сте биле деца сте како паметите да се празнувал овој празник, затоа што ете конкретно за мене, ние не сме имале некои посебни адети во фамилијата, така што сите овие моменти кои што сега ги прочитав ми се тотално непознати, ја би сакала секако да слушнам и обичаи од останатите градови. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до ваша емисија. Благодарам. Не би опростил едно на грујеш и на лјамети. А што се зборува за судство треба од корен да се корне. Добро. Иначе прочка нема за тие луѓе.
Зашто Груевски на многу души ја му прости стариот долг, а на кој не е ВМРО Добро. или не е Дуи, не му е простено. Затоа го молам господин Заев да ни го опрости стариот долг, бидејќи не е наша вина. Ние сте избркани од работа уште 2006 кога беше ВМРО. Извини, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Видете, ја мислам оваа прошкава е верски обичај и не треба тука ние да се надкажуваме што, како, кога да правиме. Прошката е прошка, ако си ми грешил фамилиарно, комшиски, селски, градски, па да му опростиме. А иначе сега како да му опрости Цвија Сановски на Груевски, да му речи дојди и ти да види се, да видам кај тебе ти тече низ панталони? Добро. Ви благодарам ако тоа беше се, имајте убав ден. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до 24 вести, Николче Петриски од Кичево, поздрав до сите вас. Благодарам. И до Роберт, и до Огнен посебно од се срце. Благодарам. Повелете. Вака, темата е одлична, ама некој треба да ја свати. Јас мислам и ќе кажам моето мислење. Дали умееме да простуваме? Да. Секој има душа, секој има срце, секој греши. Сите сме грешници, али немојте да бидете грешници свесно, викам. Зошто? Тогаш тешко човек да ви прости. Едно ќе ви прости, а вториот падне. И затоа јас викам вака. Како прво, за време на Социјалдемократскиот сојуз, во времето, кога беше со Бранко, кога све беше добро све, сепак вети пред граѓаните поеден од куќа. Значи, граѓаните не му простија, го оставија во опозиција. Дојде ВМРО ДПМН. За жал, исто понашање и уште повеќе страдаа последно нивните симпатизери кои го гласаа, да не коментираме ние. Значи, истото го направија и еден проблем, една плячка над македонскиот народ. Нема простување, народот им кажа. Значи, сега е Социјалдемократскиот сојуз, значи, со господин Зоран Заев и Дуи, значи, во владата. И им порачувам јас како член сум на таа партија, да мислат за граѓаните на Македонија, без разлика на која партија припаѓа, тоа е нормално, секој има право на свој живот, на своје определување, каде ќе гласа и што ќе гласа, она што го ветија пред граѓаните, да го морат да го исполнат. На си 369 да си оди во парламентот, да си работат во интерес на сите граѓани, ниту еден да не биде оштетен. Тогаш ќе бидат, значи, во рацете на граѓаните и граѓаните секој ќе го дадат гласот и нема, значи, да ги казнат. Затоа мојата порака е, им порачувам уште еднаш, работете со сите, гледајте за државата, има плачковци, ќе плачат оние кои не се во власта, тоа е јасно, и нивните поддржувачи, али да сватат секој ден дека треба државата да оди по добар пат, да имат граѓаните слобода, права еднакви и да не гледат која партија, кој човек е, секој има право на свој собствен живот, со своите дечиња, со своите фамилии. Им посакува на сите граѓани да ми простат како Николче, кој со им грешил и од мене им е простено и од Бога, а на политичарите да водат мудра политика, немој да бидат казнети во следните избори. Како што Трнале треба да работа честно, коректно. Поздрав и се најубаво и ви посакувам и во вашата телевизија оној кој се огрешил да ви прости. Поздрав, се најубаво, чао. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Видите, ја као граѓанин на оваа држава би им простил на политичарите да ги вратат тие 15 милиарди динара, да бидат во буџетот и ќе им простам со сите мои. Тоа е од мене. Нека ги вратат парите што ги украдаа, па ќе им биде простено, али во буџетот. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Значи, барате покаяние, всушност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте? Вака. Да барат прочка од граѓаните, политичарите. Политичарите не барат прочка. Политичарите треба да се земат својата работа. Од 90-та година навака и ниједен не се јавил политичар да застане власт на Македонија, да застане и овие од Грција што идат да ги избрка. Што тука
име да се менја име. Ајде да сменеме името нивно, грчкото име, да го сменеме да сменеме име. Се моли да менјават, како да менјават. Не може тоа така. Они така. Албанците парламентот, ја реков нивни и што да биде Македонија нивна. Але тоа треба да си свируват тие работи. Ние, граѓаните, сите се буниме. Ако така стане, ќе стане хаос и државата немаме. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден до виделката, до сите гледачи и учесници на вашата емисија. Јас би зборувал за темата за компјутерите, за телефоните, мобилните и за таблетите. Јас би рекол дека во 21. век тоа е стварно корисно и мислам и не може да се замисли животот без нив. Ама пред се треба малце да внимаваме. Тоа е за потреба, а не е за седење пред нив 24 часа. Така да мислам дека ние треба нашите деца малку да ги гледаме повеќе на активности, на спортување, на некои други хоби, не да седат пред нив. Знаеме какви се последиците, сите стручњаци ни предложуваат дека со искривени раметчиња, со деформитети на мислам и дека има деформитети и мислам на психата на она на нервена база делуваат овие сигнали што се и кои делно користат мобилните и овие други средства, таблети. Така да моје мислење треба да се децата што почесто да се известуваат од тие мислам дејности, да не седат пред компјутери и телефони. Тоа е лична потреба. Така да треба ние младите и чак и ние постарите да го избегнуваме ова. Ние знаеме некои постарите се забраваат пред нашите компјутери и таблети и само. Така да мислам моје мислење чак и делува и бива читано на статистика на плодноста. Ако се држи таблетот на плодност, значи делува и на плодноста. Така да не може многу, имате пријатна радостен ден и пријатна недела. Благодарам ви. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Децата и интернетот, колку се корисни, а колку штетни мобилните таблетите и компјутерите, дали треба да го ограничиме времето на децата пред мобилните телефони, пред сета онаа технологија која што всушност имаме и во нашите домови. Факт е дека нашите дечиња растат со оваа технологија, меѓутоа секако и педиатрите, и психолозите, и дефектолозите, логопедите советуваат што помалку користење на овие уреди со цел поголема социализација на дечињата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Прилеп. Драго ми е, повелете. Тој Николче од Кичево. Да го пријавите за председател на државата. Добро. Ама слушни ме. Немој да ме прекинуваш. Не ве прекинувам, повелете. Оти не кажува тој Бранко. Добро. Гледачот се исклучи. Да го слушнеме следниот гледач. Ке ве замолам само да не зборувате за останатите гледачи, да се задржите на темата. Како што реков и како што знаете, многу пати до сега сме споминали и јас и мојот колега Огнен, се во цел и во интерес на сите оние кои што сакаат да се вклучат во емисијата и да си го кажат своето размислување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја би сакал на кратко да го кажам моето мислење. Повелете. Мислам дека темата не е интересна, него корисна за општеството. Кога се работи за грабеж, да кажам, на општеството, добро, тоа е најзначајна тема по моје мислење. И јас сум категоричен во тоа дека секој што крадел во општеството, макар еден денар, тој мора да одговара. Бидејќи он крал парите на народот, на општеството, и таква логика, таква психологија не треба да дозволиме и законот тука треба да биде многу, многу ригорозен. Нема што да му простиш на ајдук. Ајдукот е ајдук, он, ако му простиме денеска, он утре пак ќе краде. И од тука тргнувам дека сите тие пари што се крадени во општеството, јас сега не знам дали се спекулации или е вистина, али во тоа сигурен сум дека има вистина, дека тука се работи за милиарди и милиарди крадени пари и тие луѓе морат да одговарат по закони, морат сите да бидат тамо кај им е местото. И не треба што нема што тука имаш ти корпорат деликт јасен. Он украл,
Тој, значи, дека украл, а уште се шетат, па дури уште ни држат предавање, дека го викат еднаш, го викат 2 пати или 3 пати. И ве молам тука, алудирам на на судството, на полицијата, на сите органи кои треба тоа да го решат, со овие што краделе. Друго е овие сега политички, што ја знам тамо, вама може тука со не да има некои компромиси, меѓутоа за лоповите кои го краделе ова општество безмилосно и дури се прават и патриоти, со нив нема никаква дискусија, него треба, па макар 1 денар да украл, треба да одговара. Оти тие пари се на општеството, на народот. Јас толку би имал да кажам. Благодарам многу. Ви благодарам. И пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете. Ајде, уклучи ме, дај се стварка. Во програма сте, повелете. Ало. Во програма сте, ве слушаме. Здраво. Повелете. Абе, како може да простиш на ова влада? Со судца бава, пензии не покача, плата не покача, се не казни одат. И тој ќе простиш. Добро. Дали влада? А ќе услушате тај открича ќе услушате. Оно се кажува. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Јас навистина секогаш кога ќе се јавите се трудам да ве разберам што зборувате, меѓутоа навистина тешко ми оди, па така што ете следниот пат кога ќе се јавите малку поспоро зборувајте за да можеме и јас и останатите гледачи да ве разберат што сакате да кажете. Добар ден. Добар ден, Марина. Поздрав од Талоза. Мартина, повелете. Така, Мартина реков. Добро, повелете. Вака. Ме изненадува што сите се дрзнале кон Николче Петревски. Човекот си рече на место. На место си кажа се што има. Друго, дали умеете да простувате? Многу сум принципиелна. Значи, имам таков ми е карактерот. Значи, додека може да поднесувам, добро е. Али кога ќе речам не, тоа е, више нема простување. И затоа нема да, мислам, за политичарите, знаете, кој треба да бара на сите граѓани на ова република, на ова држава. Кој треба да бара, не заслужува името да му го спомнам. А Заев и владата, нивните долгови од 2013, сега ово што се јави, Николче. Го слушав, ама дали тие се размислија дека долговите ги враќа нивни Љупчо Николовски, открива Паланка, министерот за земјоделие. Значи, совесно работат и знаеме кај оди нашиот динар. Не мора да ни покачуват. Кога ќе има време, ќе почекаме, ама важно ова влада работи исправно. Во поглед на другите. И гледаме сега во суд како одат, па ако биле честни, значи немало да дојдат до ова дереđe. Фала многу и пријатно ми. Ви благодарам за вашето јавување. Само сакам да напоменам, едно од главните елементи на прочка е маскирањето и преоблекувањето. Според обичајот за велики поклади, порано се маскирале само мажите, а маските требало да бидат што пострашни и посмешни. Ете, исто така еден надет кој што се одбележува и со кој што му се дава значење на овој празник. Добар ден. Добар ден, поздрав за емисијата. Благодарам, повелете. Околу простувањето, Ѓорѓи Иванов, председател, уште еднаш ќе проба да му прости на сите, а сега после промената на името, уште еднаш пак ќе проба да му прости, така да ќе се почне се одново. Да биде паметно, убаво, хумано и така натаму. Се најубаво пријатно. Благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало, добар ден уште еднаш, поздрав до
тетка Роза, од се срце и честитам празникот Прошка и куќата да ја биде само во добро, во златни работи и да живее среќна и радосна. А на овие кои мене ме критикуваат, јас никош не би порачал зло, сепак, черешам Господе, прости, не знам што зборат, Прошка е, вајде ќе им биде простено. Поздрав се најво. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, гледач од Охрид. Повелете. Добар ден и за вас. Благодарам. Па вака, сега јас ќе кажам само моето мислење и моето размислување. Добро е да се прости, затоа што сите грешиме на некој начин и треба да побараме прошка. Меѓутоа некои гревови, некои грешки се толку големи, толку се тешки, што не знам дали некој би требало и би имал смелост да побара некој, значи да му ја опрости таа грешка. Јас лично за себе ќе речам, ако сум ве навреду, ако сум направил зло дело према вас, не би имал храброст да побарам прошка. Поварно ќе останам со помислата дека сум ве навредил и ќе барам друга прилика ако постои можност да дојдам до извинување. Значи тоа извинување да биде во оној момент кога вистина оштетената страна ќе почувствува дека може да ми прости и простувањето ќе биде на место. Се за другата тема би кажал вака сега. Компјутерите, лаптопите и така натака, сите тие помагала во животот се потреба и треба да ги користиме. Меѓутоа, сите ние, значи, на некој начин ги злоупотребуваме тие помагала, значи, затоа што тамо ние добиваме до голем број на податоци кои што не можеме ни да ги замислиме дека можеме да дојдеме до нив. Меѓутоа, овдека децата се најоштетени затоа што во тие компјутери се оштетува видео, се оштетува слухот, се оштетува све. Значи, габаритот на телото се пореметува. Кога ќе седнеме на компјутер, забораваме да станеме и после, значи, и само грицките до нас и после имаме пореметување, да речеме физичкиот изглед, се дебелуваме и така натака. Овдека родителите треба да направат дома една шема. Детето треба да ги користи сите тие помагала затоа што му се потребни. Но да има термин од до. Так. И во тој термин, значи, и да користи, ако треба наочари, да ги користи исклучиво да тие наочари, ако треба да користи други помагала, значи, апсолутно. И да не се поминува преку тој термин од, да речеме, 2 часа, 1 час, како ќе биде, значи, програмата. Колку што ќе се одреди родителот, така. Да. И тогаш ќе имаме ние успех. Благодарам што ме сослушавте, поздрав. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Токму затоа го поставив и тоа прашање, дали треба родителите да се едуцираат во оваа насока, како на полесен начин, по небезболен начин да ги отргнат, односно да им го ограничат времето на своите деца пред компјутерите, таблетите и мобилните телефони, се со цел секако за добар психички и физички развој. Добар ден. Добар ден. Повелете. Простите ако нешто сум ви сгрешил вам, на вашиот тим и секако гледачите на вашата телевизија. Така. Нека ви е простено. Исто така и јас барам прошка од вас. Повелете. Добро, јас ви простамот и неколку пати не прекинувате, демек сум бил наведлив кон некоја група на јавувачи. Добро. И не се дискажав тогаш. И сега, од втората тема за компјутерите. Ајде. Тука, за жал, нашето на родителите, мислам, помодарство или финансиска моќ или желба, детето да го удоволиме со се и све што, не заслепува нас, не ги гледаме последиците, кои се, а последиците ги гледаме после 10 години, од кога во училиштата систематските прегледи кажуваат дека децата наши се секој второ или трето или пето дете со нарушен вид од малите деца, секој исто така второ, трето или пето со искривена кичма, искривен рабет и после ќе се сликаме ние родителите, а ќе бараме некаде било каде помош нема за жал. А зашто ние детето од 3 години сме му купеле скап телефон, па тој телефон тоа дете го носи, се фали меѓу другарчињата, па другото зело iPhone, па другото третото таблет и крај нема во еден завратен круг.
А тоа дете само прима и прима зрачање, па ќе седне после на компјутер свиткано со сати и мирно е за мајката да се одмара, летаткото да гледа утакмица и така натака, се на штета на нашите дечиња, што за жал, значи прво ние треба и родителите да се чукнеме тоа тиквата, да видиме што правиме, како правиме за нашите дечиња. Така. Мобилниот телефон не треба да го носи, особено го носат, како што каже еден претходно, околу гениталите, па тоа зрачање е страшно. Јас еден пример го прочитав, два телефони вклучени еден спрема друг, во средината чаша со вода и јајце во такот. За 30 или 40 минути јајцето било сварено. Значи, кое зрачање постои меѓу тие две такви? И сега кога звони некој на нас, телефонот ставен во джепчето предно или задно, а со сати тоа се носи, тоа е страшно. Последиците, па и на тој поглед, подоцна ќе се јават и кај маските и кај женските. Се е до родителите, не ни до професорите, ни до творите, се е до кај нас, до нашите глави. Тоа мораме да го сузбиеме, колку толку бар кај што се може. А за прошката за политичариве, стварно страшна работа е. Политичариве е исто сега како и родителите. Ние исто и политичарите се однесуваат на ниво на држава. Ќе се забораат кои ќе дојдат на власт, пред тоа ветуваат се и се што гласаме за нив, кога ќе седнат во тие фотели сосема другачие размислуваат и другачие се однесуваат. Па имаме масовни грабежи. Тие грабежи останаа неказнети. Е сега ова власт ги гони некои од политичарите, за жал, според мене, на недокажани. Ај, основ на бомбите што зборали како зборале, макар да тие бомби, ја мислам дека може. Техниката тоа го дозволува да се имитира глас, да се конструира содржина и така натака и така натака. И основата, содржината на тие гонења е платиле малку повеќе или зеле провизија, за разлика од предходното грабеж кога беше и на девизи, и на штедни влогови, и бркање од работа, грабеж на националниот имот и така натака и така натака. Значи, кој да проштава од нив? Сите треба да барат прошка од народот, но од народот ја не барат прошка, но се надевам и Бог вели дека простува. Меѓутоа не простува тој такво однесување криминално во кое што цел еден народ страда. Сега Господ нека им е напомош и на нив и на нас. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Баш така, и фала ви многу, посебно на канал 24. И слушам за прошка за политичарите. Убаво почна, се замисли ова СЈ. Него го задавија. И више и него го задавија, и го мртвија и него. За политичари, каква прошка? Прошка е човек ако сгреши, ненамерно. А ова што се направи на овој питов, јаден, изнапатен народ, златен народ, ова политичариве што направија, ова можеше втора Швајцарија да биде златна земјишка, златно парче земја. Требе да сега не СЈ, преки суд, подхитно кој, има компјутер, има се кое што е направил, да се врати пара на народ, како ќе му прости тоа дете што не можам контри да му земам, што не можам на школа да го пратам, и он и нему да му се прости. Тоа е немам дури збор, не постои на овој народ што направи и ќе окривиме некој друг, не е крив од страна. Па ова е таква катастрофа. Како Господ постои, али Господ не може со овој шлам да излезе на крај. Ова тебе подхитно се апсарна, што коловозов Бог да го прости, што викаше, да се очисти земја, да станеме некој нешто сет, имаме шанса, имаме се. Дев и му поверував Заев, ама и он или е узадавен и он не смее, или ова е
пак паѓа на нула, пак паѓаме, народот е толку обесправен работник, никакво право нема човек, нормален човек. Само полицарите, нивна е држава, нивни е Господ, нивно е се. Ова, ако не се преземе само преки суд, под хитно, во рок од 24 сата се сгреши, вамо ти е место и готово. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Децата и интернетот, колку се корисни, колку штетни мобилните, таблетите и компјутерите и дали умеете да простувате, кој политичар треба најмногу да бара прошка од граѓаните се темите на кои што зборуваме денеска. Имаме уште малку време до крајот на денешното издание на емисијата Во тек. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Сега да кажам за простувањето. Ајде. По традицијата е, значи, младите одат кај постарите и бараат прошка, ако нешто погрешиле во текот на целата година, старите да им опростат. Така. И старите им опростуваат на децата, како деца. Сега да преминем на возрастните, тие политичарите, кои што бие од претходната влада, слегуваат неовластено во туѓ имот, градат патишта, дрпат земјиште, шуми и не го плаќаат воопшто, нито па сакат да знаат дека е приватна собственост. Треба да се донесе закон за приватната собственост да биде заштитена со устав, а и е заштитена со устав, не го почитуваат уставот. Према тоа, реков, сакам да кажам дека треба да одговарат подхитно и да ги вратат парите што ги договарат со проценти. А нас не ни понудиле ништо. Зато барам, значи, да не им се опрости на политичарите, но тие и да барат прочка, никој не им простуват. Затоа што ја опустошија државата, претходната влада. За ова е многу мало да се зборува, за 5-6 месеци не може да се добие ништо. Добро. Сега им пожелувам се најдобро, да дајат Господ се напред да им одите ова година. Поздрав до Николче Петрески од Кичево. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Мислам дека не сум ви изгрешил ништо, него таков е денот. Так. Да ви се простам сепак ако нешто сум изгрешил. Да зборам во врска со таа тема, со другата не сакам да зборам заради тоа што ќе ги кривиме децата, уствари ние самите сме криви, затоа што одиме по улица, не гледаме дали сме на пешачки или каде се наоѓаме, ние го држиме телефонот по рака или на угол. Да. Што значи дека вината каде самите треба да се ја лоцираме. Што се однесува до првата тема, мислам дека е се извинувам. Не добро поставена, ради тоа што пише од тоа што го слушав од гледачите, ја помештавме верата и политиката. Значи, треба да бидеме свесни, треба да бидеме разумни, верата и политиката никогаш да не ја мешаме, заради тоа што прочката е верски празник, а не е политички да се препукуваме кој од која партија е, тој што да каже, или едниот на другиот да си да му каже дека тој е во право, тој не е во право и така натаму и така натаму. Добро. Толку ви благодарам и ви благодарам и вам за вашето јавување. Дали имаме време за уште еден гледач? Добар ден. Добар ден, повелете. Гледачка од Скопје. Повелете. Не се согласувам со претходниот гледач во однос на тоа да се одвојат политичарите од обичниот народ. И тие се народ. И тие се само единки од народот. А што се однесуваат како богови, тоа е нивни проблем, односно наш проблем што ги бираме и понатаму и понатаму. И претходно сме имале прилика да ги запознаеме и знаеме со кого имаме работа, а сепак сме ги гласале, да кажеме. Во однос на обичниот народ, на сосед, на пријател и така, кога ќе ви сгреши, мислам, логично е, нели, до 3 пати да му простите. Меѓутоа, има некои што константно грешат, константно навредуваат и така натаму и очекуваат
до бескрај им се простува. Секој човек има една црвена линија до која што може да поднесе кога една грешка нон-стоп се повтара и повтара, ќе му пукне филмот на секого и до известна граница може да се проштава, али преку тоа не. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте денеска со нас, што бевте денеска со емисијата во тек. Навистина темите се убави и корисни и драго ми е што се јавувавте, што коментиравте конкретно на овие теми. Во 14 часот, како што знаете, следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Од утре, бидејќи јас сум на одмор, ќе ме наминува мојот колега Огнен Јаневски во следните неколку дена, така што емисијата во тек ќе започне некаде после вестите и рекламите во 12 часот. Бидете секако добри и културни со него. Ви посакувам убав ден, до гледање.